пред неколку дена бев во Паралија, па решив да го снимам видео за да покажам што ве очекува доколку прв пат одите таму. Најпрвен, сместувањето во Паралија за туристички агенции од Босна, Србија и Македонија купено скоро 90% сместувањето. Водата во Паралија е со алги и одлика на видеото може да се види како заматена. Имаше бранави, имаше песок, значи алги и песок, нема бендиса, значи стварно водата не е една огромна плажа, која што по цела должина има локали кои што го закупиле местото и пред нив има лежалки за 10 евра. Добивате 2 лежалки раздвоени со масичка и шатор, вистина удобно, меѓутоа 10 евра и обврска да нарачате минимум 2 пијачки. Една пијачка, што и да одберите, нема да биде поевтино од 5 евра, значи 2 нескафени по 5,5 евра, 11 евра и 10 евра за лежалка, 21 евра. Исто имате можност да закупите во други локали лежалка за 5 евра, меѓутоа до ограничен престој од 4 сати, потоа треба да доплатите, нема да го заобиколите, сигурно ни грчкото гиро. Таму го има како во локали, го има како опција, значи за 5,5 евра гиро и кока-кола или гиро и пиво. Има огромна понуда, многу голем број на бутици, значи облеката, да ви кажам унапред, облеката е премногу ефтина, не мора да носите ништо дополнително, може да купите влечки, шорцеви, патики за се од 5 до 10 евра, например. Машки мајци по кратки ракави 5 евра, 4,5 евра, женски фустани летни 7-8 евра, преефтина е, навистина нема потреба да се носат други работи. Луѓето разбираат, во главно разбираат по некој збор српски, се зборува на англиски и на српски. Поголем број од келнерите и луѓето во продавница би ве услужили и разбираат српски. А туристите, одма довече слушните разговори на српски и на македонски, значи во главно се луѓе од Србија, Босна и Македонија. Тоа е луѓе